Благодарам, председателе. Почитуван премиер, почитувани колеги, медиуми, седми ден расправаме за Пазар 3 коалицијата, за Пазар 3 владата. Моментално се расправаме за разрешување на министерот без ресор, задолжен за диаспора, господинот Џемал Чупи, што крајно невообичаено, дури би рекла вака и благодарно од страна на премиерот Димитар Ковачевски, во моменти кога минатата година истите овие пратеници му ја спасија владата и ги назначија овие министри, сега тука од оваа говорница, ниту на парламентарното мнозинство, кое што се уште не знаеме колку брои, ниту пак на јавноста не ги кажа причините зошто ги разрешува. И сега да не излезе дека јас нешто го бранам дотичниот господин, бидејќи искрено него ни познавам, отворив на веб страната да видам што работил овој министер. На неговата веб страна има само 3-4 активности и видите сега обуки и не знам, некаква пресконференција, еднодневна обука во центрите за диаспора на локално ниво, реформи во земјоделието, инвестираме во рамномерен регионален, локален и рурален развој, некои такви обуки. Значи, ниту го познаваме, ниту пак за една година човекот нешто направил за да биде запаметен, но мораме да направиме дистинција да кажеме дека секој министер во владата спроведува владина програма. И сега да не чуди дека за една година овој господин ништо не спровел, затоа што да не заборавиме, ама никако не смееме да заборавиме, дека тој е избран во влада и сега разрешен без образложение во влада која што македонскиот народ и иселениците во Македонија со амандман во Уставот ги направија диаспора. Нивото на македонскиот народ го симнаа. Немаат никаква програма они за диаспората, за иселениците, да се грижат за македонците било каде во светот. Зошто? Да се мора да се подсетуваме, бидејќи со Преспа, славна, неславна Преспа, македонците во Грција се откажавме од нив. Значи, до онаму до Гевгелија сме македонци, ама и то ние внатрешно така смееме да се кажеме, надвор не. Во Грција не. Македонците во Преспа се друг народ. Остатокот од светот не нарекува северно македонци, почна нешто оно и со рачето нели да реагира, ама ништо. За остатокот од светот сме северно македонци и реакции се помалку и помалку ќе има. Да подсетам каде тоа се случи. Во членот 49 од Уставот, поддржам Уставот на Република Македонија, вели Републиката се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив. Нешто што човекот кој што денеска го разрешуваме требало да го работи, ама никој не му кажал дека го работи во програмата на владата. Сигурно го немало тоа и го нема. Сега имаме амандманско решение и вели Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ. Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат и престојуваат во странство. Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ и се редат и останатите. Предпоставувам дека
бугарите и тука сакаат да влезат, албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите, и ги негува и унапредува врските со татковината. Јас досега, откако се овие на власт, 7 година, не сум чула унапредување на врските со татковината, напротив, со свитка на кичма, дури и внатрешно ни се мешаат кој како стигне. Кој како стигне. Вчера читам и обавезно во амандманот спомнуваме дека Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внешни права. Тоа обавезно. Тоа Република Македонија, откако се овие на власт и секогаш кога се на власт, обавезно мора да потенцира Република Македонија, големата нуклеарна сила, дека нема да се меша во внатрешните работи, дека нема да напаѓа и така натаму. Тоа мора да го потенцираме, нели, кој како стигне бара од нас све и свашта. Така, затоа сме диаспора, ама и за таа диаспора ништо. Вчера читам, Јотова отишла во Косово да им даде на бугарското малцинство книги и дали некакви признанија, може би и грешам, не знам, коригирајте ме. Па не прочитав некоја реакција, а па да не зборувам за местноста Гора, таму дали некој отишол да ги посети. И сега, внимавајте, го разрешуваат господинот Џемил Чупи, а не назначуваат нов. Не е важно. Нашата диаспора, по најново, не е важна. Не се важни егејците во Македонија, не се важни македонците во Бугарија, кои што, еве, со судски одлуки, 15 на број од Страсбург ги имаме добиено, ма ништо. Не се важни нашите македонски права во било која држава, нема кој да ги унапредува правата во татковината, затоа што така сакаат. Ама најважно е, еве Маричич ни вика, овие од Европскиот фронт, дека уставот треба се отвори. Сега јас сакам да прашам, иако нема да добием одговор, дали некој на Маричич му кажа почни фино, така најави во јавноста, па после ќе видиме, не знам сега кого ќе барате, Хан ќе го барате да ви каже на балкански начин да ги решавате работите како 2016-17, ама нема да помине тоа така. Дали ќе барате помош од некој близу хотел тука, собственик, ќе видиме, ама тоа ќе ви го на време најавиме и на вас, колеги, и на целата македонска јавност. А Маричич, нека не се секира многу за Европскиот фронт, нека си ги заузда оние кои што зборуваат дека немаат многу трпение, некој друг народ немал трпение, обидувајќи се да го имитира Али Ахмети да биде командант во 2023 година, а е лекар по професија, што дополнително треба да не загрижува сите нас, бидејќи врши хумана професија и политиката, предпоставувам, нема да му биде вечна професија, какви тоа тензии може да направи. Нека си се грижи Маричич и Ковачевски за овие сега што ги прибира у власта, а да не се грижи дали ќе гласаат ВМРО ДПМН за уставот или не. Кажавме јасно и гласно, нема да гласаме. Дајте да ги решаваме натрупаните проблеми. Еве, денеска има 63 дојави за бомби. Па сега, ако постојано зборите, членка на НАТО сме, еве, седиме на иста маса, една флоскула, седиме на иста маса со земјите од НАТО. Ние ако седите, што не го решите проблемот? Не станавме членка на НАТО и не го сменивме името само за да седите на масата? Да ги решавате проблемите, 3 месеца не ги решивте. 63 дојави за бомби има денеска. Вчера имало кај Пендаровски, во ГТС, во сите. Ајде, нека помогне НАТО. Одговоривте ли, кажавте, јавноста бара одговори на овие прашања со фондот, мислите ви верува дека хакерски напад има? Не. Не ви веруваат. Направите слободна анкета да видите што мисли народот за ова со фондот што се случува.
Така да, не знам, еве, со самото тоа што нема да предложите нов министер за диаспора, односно без ресор, јасно кажувате каде сме и